Доколку не живеете во светот на провладените медиуми, секојдневно се среќавате со се поголема сиромаштија, во која тоне поголем дел од населението на Република Македонија. Погледнете околу себе. Колку луѓе што некогаш без проблеми обезбедуваа својата екзистенција, без проблем денеска може да ги најдете по континерите низ Тетово, како собират пластични шишиња и други отпадоци, за да си обезбедат себе си оброк, облека и греење. Според провладените медиуми и владеачката гарнитура, ние живееме во изобилие и сме на самиот врв во Европа по благосостојба. Вие самите знаете дека тоа не е така. Мизерната социјална помош која се дели, ни оддалеку не е доволно да ги извлече корисниците од сиромаштија. Таа е во просек 60% пониско од прагот на сиромаштијата. Затоа, на најголем дел од примателите на социјалната помош не им овозможува минимум пристоен животен стандард. Речиси 40% од домаќинствата во Република Македонија се материјално погодени, бидејќи не можат да си ги погодат ниту основните потреби. Повеќе од 50% од домаќинствата не можат да си овозможат оброк со месо секој втор ден. 26% не можат соодветно да си го затоплат својот дом. Нашата цел е да се намали стапката на сиромаштија под 16% и да воспоставиме систем на социјална заштита кој ќе влие превентивно на социјалните ризици. Нашиот план за социјална заштита на прво место ги опфаќа луѓето со ниски примања, но ќе ги вклучи и сите други. Во програмата за живот во Македонија издвоивме низа мерки и активности. Ќе го решиме проблемот на сите стечени работници кои имаат најмалку 15 години работен стаж. Ќе обезбедиме ефтина тарифа за електрична енергија за цел викенд и дополнителни 2 часа секој ден. За секое загрозено семејство, државата ќе покрива за електрична и топлинска енергија, огревни дрва и природен газ преку воведување неенергетски ваучери. 2 пати годишно пензиите ќе ги зголемуваме според порастот на платите и трошоците. На крајот на секоја година владата ќе донесува одлука за вонредно зголемување на пензиите. Ќе воведеме можност за вонредно пензионирање до максимум 5 години пред остварувањето на право на пензија, со пропорционално намалување на надоместот за пензија. Ќе ги ослободиме од јавни давачки, такси, јавен превоз, општински комунални давачки, ослободување на плаќање за надомест во градинка. Еднородителските семејства со плата пониска од просечната. Ќе донесеме нов закон за родово базирано насилство и ќе го измениме кривичниот закон и ќе воведеме одредби за сите форми на родово базирано насилство.